Ova godina imamo ogromen odziv na pčelari, kako od našето združenje, pčelarsko združenje Pčela Komanovo, tako imamo dvajica gosti od Štip, jedan je od Štip, jedan je od Skopje, to se работи за професионални пчелари. Времето ни не послужи, имаме вчера и денеска се убави денови, има одзив од граѓанството, нормално нашите сограѓани поминуваат, купуваат мед, прашуваат, ги едуцираме. Ова година во Кумановскиот крај е малку подобра од претходната. Затоа се сложивме сите од нашето здружение цената на медот да остане иста како лани, како минатата година, да не ја покачуваме цената, исто така и на останатите пчелни производи. Задоволни сме, иако имавме бурна пролет, со многу дожд, потоа тој дожд предизвика и убава паша, многу трева имаше по нашите ливади во Кумановскиот крај, пчелите собраа мед, пчеларите работеа многу, и сега како круна на цела таа работа го организиравме овој наш саем Денови на мед 2023 година, 23 пат поред. Секоја година нашето здружение се грижи за своите членови. Така да доделивме благодарници на нашите повозрастни членови, поискусни, кои се на еден начин се и ментори на нас помладите и уште помлади од нас. Доделивме плакети на средното училиште Киро Бурнас, кои исто така имаат свој училишен пчеларник и повеќе од 10 години изложуваат на нашиот саем Денови на мед. Доделивме плакета на професорот од средно училиште Горан Митевски, кој е поранешен председател на здруженијето. Тој исто така има изложуване повеќе од 10 години. Исто и поранешен председател Часлав Ристовски, и тој доби плакета за повеќе учества, повеќе од 10 години учество на овој наш саем. И за крај доделивме плакета на господин Драгиша Стошевски. Тој е член на нашето здружение преку 40 години и преку 20 пати има изложувано мед и пчелни производи на нашите Денови на мед. Доаѓам од Скопје, инаку пчеларниците ни се на повеќе локации, имаме во Велешки регион и во Македонски Брод. Од таму добиваме повеќе видови на мед, например од Рудник го имаме ливадски мед, потоа имаме шумски костанов мед од Македонски Брод. Се занимавам традиционално, наследено ми од татко ми, повеќе од 20 години, професионално само пчеларство. Целото семејство работиме и екзистираме само од пчели. Покрај медот ги имаме и другите пчелни производи, полен, матечен млеж, прополис, комбинации помеѓу нив. И сега во зависност од видот и потеклото на нектарот кој што пчелите го собираат, имаме разни медови, например како што е ливадскиот, кој што е со светла боја, потоа шумскиот, односно тоа е дабов мед претежно, и имаме костанов мед кој се карактеризира со покарактеристичен вкус, мирис и е многу богат со минерални материи. Тука во Куманово се изненадивме од заинтересираноста на костановиот и на шумскиот мед, тоа е најверојатно бидејќи тука го има во помал количина или пак многу малку го имаат, бидејќи нели претежно дека има ливадски мед. Други години имаше повеќе посетено, сега е помалку, но задоволително. Да, доаѓаат луѓе, прашуваат, гледаат, дружимо се. Дружба ни е прво, па после да видим, да се запознае с нашиот производ и да продадеме нешто. Колку години учествувате на оваа саемска мед? Над 20 години учествувам, доби плакета, 40 години сум пчелар, над 20 години повеќе учествувам на саемски манифестации. Така, да. Колку пчелни семејства одгледувате? Па, ова не е бизнис, семеен бизнис. Ја, брат ми, сега и син, снашка учествуват. Околу 300 пчелни семејства на неколку локации, од Челопек, во Степанце, така. Задоволни ли сте од годинава? Медоносна ли беше? Па после 3 години, ова година малку даде, задоволни. На сите производи, од пчеларство производство. Одека имаме околу 32 производа пчела. Мешавини, мед, полен, прополис, матичен млеч, сега вадим и пчелен отров. Мешавина имаме околу 32 артикули и повеќе.